Гостин во утрински брифинг во минутите за бизнис е Марија Бошковска-Јанковска. Добро утро за неја. Тоа е директорка на Централниот регистар, важна институција во Македонија. Бошковска, крајот на април е крајниот рок за упис на така наречените вистински собственици на фирмите во Македонија. Зошто и кому служи овој голем оперативен зафат на така наречено пререгистрирање на собствениците? Добро утро, добар ден, почитуван господин Чомовски. Пред се ви благодарам на поканата да видам ваш гостин денес, но пред да започнеме со одговорот на прашањата ваши поставени, би сакала да ви ја честитам наградата Крсте Петков Мисирков за животно дело, која е во вистински раце. Во изминативе 5 децении се бројувате во врвните новинарски уреднички имиња на македонските медиуми во промоција на демократските вредности и негување и почит на новинарските стандарди. Добро, ви благодарам. Ви благодарам. Чест ваш соговорник. Добро, односно регистар. Не, ви прво дозволите да ви заблагодарам, иако ја не патам од лажна скромност, но во секој случај во ова плурално време секој има своји критериуми за вредности. Јас го пружив тоа што сакам и знаам и умеам. Во секој случај продолжуваме со темата. Бошковска, зошто упис на вистински собственици и што се подразбира под вистински собственици? Еден мал вовет во врска со воспослувањето на регистарот на вистински собственици за нас беше огромен предизвик, а со неговото пуштање во употреба и Централниот регистар се вклучува во борбата против перењето на пари и финансирањето тероризм. Регистарот на вистински собственици е заеднички проект со Управата за финансиско разузнавање, а во рамките на Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам има за цел на транспарентен начин точно да ја прикаже собственичката структура на сите правни субјекти во државата. Обврската за воспоставување на регистарот на вистински собственици произлегува од европското законодавство за спречување на перење пари и финансирање тероризам, со што Република Северна Македонија во голем дел ја транспонира четвртата директива на ЕУ. И самото законско решение, но и регистарот се во согласност не само со базичните меѓународни стандарди, туку и со најдобрите практики на европско ниво. Тука морам да потенцирам. Особено сме благодарни на Канцеларијата на Германското друштво за меѓународна соработка ГИС, со чија финансиска, експертска и организацијска поддршка добивме едно врвно технолошко решение на располагање за правните субјекти во државата и на државните органи. Од тука голема експертска и логистичка поддршка добивме од Советот на Европа. Сега, по однос на тоа и по однос на начинот на поднесување на тоа кој е вистински собственик. Чекајте, до таму ќе стигнеме малце подоцна. Фактот дека ова е операција која е насочена меѓу другото да се идентификуваат можните коти на фирми кои се пералници на пари или евентуално стимулираат тероризам, како ќе се стигне до тој податок со оглед на фактот дека се испреплетуваат многу компании со меѓународни конекции, прилично недефинирани односи имаме со собствеништвото и навлегувањето на компаниите од така наречените острови, девствени и така натаму. Само за момент. Дозволете ми. Значи, постоечките субјекти. Значи, сите постоечки субјекти што ги имаме во нашите регистри имаат рок заклучно со 27.4. да ги внесат потребните податоци, а потоа секоја промена на структурата на вистинските собственици се пријавува во рок од 8 дена. Новооснованите субјекти во рок од 8 дена од основањето мора да ги запишат вистинските собственици или физички лица. Уписите извршени во законските рокови се бесплатни. Пријавата застапникот по закон може да ја поднесе и за тоа да го власти регистрираниот агент, односно било кое друго лице кој има електронски потпис.
доколку вистинскиот собственик е државјанин или странец со регулиран престој, уписот се врши со едноставно внесување на единствениот матичен број на граѓанинот, при што личните и адресните податоци се превземаат електронски од Централниот регистар на население кој што го води МИОА. Се пренесуваат и податоците за видот и уделот на собственост, пријавата се потпишува со електронски подпис и електронски се поднесува. Поврзувањето на ново воспоставениот регистар на население преку Националната платформа за интероперабилност представува своевидна револуција во смисла на точноста на податоците и намалувањето на административниот товар на субјектите. Една од практичните импликации на ова поврзување е придобивката што субјектите нема да мора да прејуваат промена на лични податоци на вистински сопственици во регистарот на вистински сопственици, туку тие промени директно ќе се превземаат од регистарот на население и ќе се отсликуваат во издадените информации од регистарот на вистински сопственици. Има тука само еден момент, ве молам. Кога се работи за регистрација на вистински сопственици, кај микро и малите фирми тоа би можело да биде изведено. Кај големите и акционерските друштва, кој ќе биде се внесен како титулар на сопственоста на компанијата? Многу кратко и јасно. По три основи, согласно Законот за спречување на перење пари и финансирање тероризам. Значи имате три видови на уписи на собственост. Од директна собственост, индиректна и контролна. Значи може, каде што имаме комплексна, слоевита, сложена структура. Еден собственик е друг собственик, трет собственик. Значи во еден правен субјект може да бидат многу повеќе основачи. Секој кој што има повеќе од 25% собственост во уделите на правниот субјект и има сложена слоевита структура, мора да го запише физичкото лице, физичките лица кои се собственици на правниот субјект, без разлика на тоа дали тој правен субјект е со седиште во странство, во Македонија и така натаму. Добро. Марија Бошковска-Јанковска, само еден момент ве молам. Уште малку околу акционерската структура. Ако е целта да се утврдат вистинските собственици, има едно законско ограничување, не случајно ве водам кај акционерскиот капитал, каде што носител на собственост на акции со помала вредност од 5% не мора да бидат прикажени како физички носители на собственоста. Што правиме со таквите така наречени скриени собственици, а истовремено законски дозволена можност според Законот за трговски друштва? Ако имаме помала собственост од 25%, во тој случај собственоста ќе оди по индикаторот на контролна улога. Но сето ова јас го зборувам врз основа на законските определби, но има едно упатство, Управата за финансиско разузнавање, кое што е и објавено на нивната веб страница, за самиот начин на кој што ќе се изврши, односно на начинот до кој што би се дошол до вистинската собственост. Ако имаме помали удели, во случајов како што велите вие 5%, тогаш уписот во регистарот ќе биде по индикаторот на контролната улога, односно овластеното лице на правниот субјект. Овластеното лице ќе биде тој кој што ќе биде вистински собственик на правниот субјект. Но и тука сепак мора да се консултира Управата за финансиско разузнавање, бидејќи таа е таа која што има контролната функција. Ние ја имаме само евидентната. За секое постапување вон законските рокови во моментот за упис во регистарот на вистински собственици предвидени се големи глоби, а ненавремениот упис на вистински собственик за правните субјекти ќе значи и проблеми при воспоставување на клиентски однос на правните субјекти со банките, неможност за извршување на трансакции во правниот и платниот промет. Имено, банките нема да извршат трансакција, ниту пак ќе воспостават деловен однос
во случај субјектот да не биде запишан вистински собственик. Како Истото ќе биде- се случи Како ќе бидат достапни овие информации во финансиските и трговските трансакции на клиентите? Ќе се направи така речена црна листа на фирми кои не одговорени на повикот за вистинско собствеништво? Значи, сите информации по полнењето на регистарот, односно по 27.4, ќе се издаваат сите типови информации од овој регистар. Морам да истакнам дека благодарение на одлучноста на владата, ние сме едни од ретките во Европа кои се одлучија податоците за вистински собственици да ги отворат за целата јавност преку добро познатите и веќе разработени системи за издавање информации на Централниот регистар. До информација за вистинскиот собственик ќе може да дојде секој граѓанин за само неколку минути. Ќе може да пребара каде се едно физичко лице се јавува како вистински собственик. При тоа сакам да потенцирам дека информациите за пошироката јавност ќе бидат со ограничен пристап до личниот податок за месецот и годината на раѓање, додека надлежните субјекти, оние кои што извршуваат онаа контролна функција дефинирани во Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, ќе имаат целосен пристап и до личните податоци, при што пристапот мора да е директен и електронски, во реално време, заради ажурност на идентификацијата и заради контрола до пристапот до личните податоци согласно Законот за заштита на личните податоци. Но не верувам дека ќе се појави правен субјект кој што не би го извршил уписот во регистарот на вистински собственици само од една генерална причина, бидејќи ќе биде исклучен и од платниот и од правниот промет во државата. Уште неколку денови трае од крајот на април, како што рековте. Колкав е досегашниот одзив на фирмите кои треба да поднесат изводи за вистинските собственици на фирмите? Уписот во регистарот на вистински собственици е многу едноставен и лесен. На нашиот портал има кориснички видеа и упатства за начинот на поднесување. Може да поднесе секој, дали тоа ќе биде регистрационен агент или ќе му се даде овластување на друго лице или пак физичко лице што поседува токен. Но она што можам да го кажам во моментот е дека до денеска, значи до денес, со пресек, се повеќе од 32.000 уписи направени на правни субјекти. Во вкупниот број на правни субјекти во државата е околу 80.000, но имаме изземени од обврската на правните субјекти да се впишат во регистарот на вистински собственици. И тие ги потенцирам се следниве: трговец поединец, ТП, самостојните вршители на дејност. За вистински собственик се смета физичкото лице регистрирано за вршење на дејноста и единствено овластено лице. Буџетските корисници. За вистински собственик тука се смета раководителот на буџетскиот корисник. Правно лице во државна собственост. За вистински собственик се смета лицето кое управува или раководи со органот на управување. И правното лице во постапка на стечај или ликвидација. За вистински собственик се смета стечајниот управник или ликвидатор. Добро, Марија Бошковска-Јанковска, директор на Централниот регистар, гостин во утрински брифинг. Бошковска, уште на крај. Вие обично на почетокот на април имате веродостојна слика по поднесените завршни сметки на економската ситуација со фирмите. Дали во овој момент имате јасен увид? Дали сите поднесоа, предполагам сите поднале завршни сметки, и какви се економските параметри врз основа на тоа? Дали се анализирани податоците? Само еден мал осврт да дадам околу поднесувањето на годишните сметки и можам да врз основа на направениот вчерашен пресек е од вкупниот број на активни субјекти впишани во трговскиот регистар. Тоа е околу 76.200 правни субјекти и регистарот на други правни лица,
тоа се 25.600 годишни сметки, имаат поднесено околу 80.000 правни субјекти, а околу 2.000 субјекти се ново основани во 2021, односно немаат обврска да достават годишна завршна сметка за 20 година. Морам да напоменам дека оваа година, како и минатата година, поради кризата предизвикана од пандемијата со SARS-CoV-2, Централниот регистар излезе во пресред како на друштвата, така и на сметководителите и го продолжи рокот за доставување на годишни сметки согласно Законот за трговски друштва, а од таа причина бројот на поднесени годишни сметки и не ни е конечен. Обработката е се уште во тек, велам обработката, па нема да може да издвоиме финансиски податоци за одделни сектори, дејности, видови на работа и слично. Од досега обработените годишни сметки од Трговски регистар, бројот на субјекти е најголем и имаат поднесено околу 66.000 годишни сметки, од кои 37.000 работеле со добивка, додека со загуба работеле 29.000. Однос на непрофитните организации поднеле 3.400 годишни сметки, а од нив 3.100 имаат приходи, имаат непокриени расходи. Добро, Кај овие субјекти повелете, завршите. Во Законот за сметководство на непрофитни организации има ослободување вредност на имотот или годишниот приход е помал од 2.500 евра во динарска противвредност. Благодарам, Бошковска. Ова е време во кое не секогаш и ние сме најоспособени технички во ова дигитално време за ваков тип на интервјуа. И благодарам уште еднаш што бевте љубезни да бидете гостин. Се надевам дека ќе успее овој процес на можно евидентирање на фирмите кои може да бидат пералници на пари или поддржувачи на тероризам, како што рековте, и дека целиот процес на регистрација на така наречените вистински собственици ќе заврши успешно. На крајот, уште еднаш повторувам, гостинка беше Марија Бошковска-Јанковска, директор на Централниот регистар на Македонија, важна институција преку кој имаме права слика за компаниите во Македонија и морам да признам дека отвореноста и достапноста на информациите за општата јавност и стручната јавност од страна на инструментите на Централниот регистар се прилично популарни и за тоа заслужуваат одреден степен на благодарност за ангажманот.